Па добре дојдовте, ајде, влезете, не се страми, ајде, лези. Поздрав луѓенца, добро дојдовте во моето ново видео. Денеска, како што гледате по самиот наслов на ово видео, денеска правиме стан тур, мојот прв стан во Германија, во Франкфурт. Конечно живеам сам, конечно се осамостоив, така да ќе ми биде драго да ве понесам уште во станов, мислам, уште тотално не ми е готов се 100%, ама небитните работи ми се готови. Компјутерот ми е спремен, сетапот од прилика ми е спремен, во главно станов е се спремен. Ако сакате со тек на време да имате и други апдејти за станов, убавезно лајкнете го видеово, сабскрајбнете се на каналов, а сега првично биве запознал со моето веќе. Биве запознал. Станов е 65 квадрати, 3 собен, се наоѓаат во Франкфурт. Имаме поглед на Франкфурт, така да ќе видите после како се гледаат од терасата, се гледаат брутално. Реално, ова е сон за секој човек, а не за 20 годишен. Јас во моментов имам 20 години и со своји 20 години успеав да живеам сам во Франкфурт. Како што гледате, вецево, чекај овака да тргнеме. Обична када, не е ништо вау онака, ама реално за прв стан, за 20 години мислам дека вецево е сосем окей. Овде дека имаме едно огледалце, хило. Имаме машина за перење алишта. Мислам, реално доста немав ни перено алишта, не знаев како се перат. Научив се. Значи, девојки, научив да перам, научив да готвам. Мада шо поќе купувам, ама и готвам, и перам. И сум стал, снимам се YouTube. Овдека имаме некои цвејкина што пратете. Сите машки на женски му купфат, а женски ме мене ми купфат. Еј, пазете го тоа, пазете го која гласум јас. Овдека имаме број 50. Видете камераманов, број 50 носи брат. Ходников е олкав. Од прилика не е нешто преголем, поради тоа што и станов е 65 квадрати, не е нешто преголем. Овдека имаме одма едно огледало и натре имаме патичиња. Океј. Какви патичиња, дали сакате да видите? Прво, ги имаме овие 90 седмици, што реално ги имаме изненосено и сите ги знаете. Второ, имаме ни Hugo, кој коштат 150 евра, овие се за зимски период. Трето, имаме ништо спешал, онака обични патичиња. Джорданка, еј! Джорданка. Ако сакате сите пати ги покажам, буквално имам и вакви, имам уште ни 90 седмици црни, имам некои basic патики и прилика тоа е тоа. Имам уште некои 5-6 пара. Ако сакате цело видео, ве носам во мојата спална што уште не е готова, ама за многу брзо ќе биде готова. Искрено сакав да го снимам, едве чекав видео да го снимам. Како што гледате, уште е хаос овдека, целосен хаос. Уште е хаос во собава, уште не е спремено се. Во моментов сум префрлен во другава соба, поради тоа што овдека некои работи ги имам, уште не ми е доспремен ни кревет, ништо не е готово. Сите што сте Германија, знаете дека многу долго се чека мебел и го чекам мебелов веќе 1 месец и треба да чекам уште 1 месец. Ојме во друга соба. Ова соба е планирана да биде детска соба. Понатаму, ако се оженам некогаш и ако имам деца. Ова соба е планирана да биде детска соба и е дупло помала од прошлава соба. Од прилика ја видовте како изгледат, ама ќе ја видите целосно како ќе изгледат за некој месец дена од прилика. Ова е во моментов моја соба, а за брзо ќе биде детска соба. Кога се направи мојава соба, оваа соба ќе биде детска соба. Или пример, ако ми дадете некој другарче да спие. Лустери уште нема, значи чекај, сега рековме дека уште не е све готово. Прилика тоа е тоа соба, еј, чекај. Да не забораваме. Сони овдека. Чекај, те прашам, зошто стои тука камерата? Зошто стои овдека камерата? Во некој итни. Тоа е тоа од прилика, овдека имам парфем. Еј, дали сакате да ви покажам си? Оди таму да видиме. Тоа е тоа од соба, ништо специјал, ова е реално гостинска соба или детска соба, ако најдам некоја жена и имам овдека милион, онаму кој што го видовте го имам онај арапскион. Овдека го имаме Филип Лен кој што во патување ми се скрши. Кој се враќа од Македонија, Versace Eros, реално овие се други е basic и ова е basic. Ова е 20-30 евра не кошта. 3-4-5 парфеми имам што коштат поиќе. Океј, ајде сакаме прво да ја покажам куњата. Куњава е мала, ама доволно, например, за еден, за двајца овдека комотно мој да дојде уште една и пример вака да си готвиме нешто да правиме. Значи, реално за машко треба признаете дека е чисто.
Мислам дека не е за видео. Значи да кажам, за видео не е нешто дека да спремам јас. Куња ако куња, што да ви кажам повеќе, не знам. Во главно што ви кажам, овдека имаме протеинчина, како што гледате, се храниме здраво. Еден протеин, втор протеин, трет протеин. Нема речете дека се празни, сите се полни. Чекај. Еве, ова е прикрај. Ова е чоколада, ова е кафе, ова е ванила, сите различни. Значи, како сум расположен, така. Има се, може се, така. Сигурно се прашувате како јас заработив за станов. Во Германија, сите што сте, знаете дека богатството се крие. Богатството се крие овдека. Едно шише кошта 25 центи. Значи, јас овдека имам 10 шишина и имам 2,5 евра. Пратете, гледајте како ставаре се храните. Јајца, чекај. Ова не е се, гледајте. Чекај. Уште јајца. Уште јајца. Само јајца, брат. Само јајца, онај брзински. Немам друго што ви покажам овде, тоа мислам ерфраер, сол имам шејкер, имам кафе. Ојме, можда и во мојот омилен дел во собава, а тоа е дневната. Ајмо, браќа! Вао ми е компјутерот, овдека имаме соба за чилање, соба имаме за чилање, ВТФ. Овдека имаме еден кревет, маса за чилање и овдека имаме телевизор кој е Samsung и е 70 инчи, можда и појќе, можда и помалку. Лупна феј. И имаме овдека премиум, YouTube премиум, значи уште реклами ви излегува на видеава. Белве, мар. Камерманот ми го донесе и респект, уште не го имам отворено, не го имам пробано, ама ако се вселив, тој ми го донесе белве дерево. Овдека имаме еден PlayStation 4, што реално јас не играм многу игри, имам прејак компјутер и ако ми се играт, планирав да земам 5-ка, ама реално зошто би земал 5-ка, ја имам FIFA и овдека и ова се играт буквално еднаш месечно, кога ќе ми дојдат пријатели и само за тоа, онака, чисто имам PlayStation. Пред да ви покажам сетапов, што реално за мене значи најмногу сетапов, мене ми е тука најона. Овдека масава, чекај, мора. Чекај, ќе го заборавевме мојот MacBook M2 Pro, кој што реално не се овдека, ама за видео во газ да е овдека на маса го чат пат овдека работам и тоа е тоа. Имаме овдека некоја кесенце, знаете вакви некои работи, свејкичка и имаме овдека вода. Мора се напијаме, си изморев. Оп. Тате! Пратете сега, видете кој газ. Седвам јас овдека, си пуштам пример телевизорче, си кревам вака на одзеве и чилам. Кога е згасната селица, кој чиле? И пример. Океј. Многу се возбудвам. На момент, простете ми, многу се возбудам. Можда еден и од најаките дела во станов е терасава. Зошто? Мислам, сега во моментов не, ама на лето. Кажи, тоест не знаеш. Се гледа дека не сум излезен на тераса, видите, столов од онаму е дојден овдека. Овдека имаме некои пијалоци и овдека имаме хаос. Овде хаос, буквално хаос. Мириса на трева. Нешто ме гуши. Терата е зелена, се уште се суши. Кај слушавме таа песна. Можда и најакиот дел во станов, а тоа е погледов кон Франкфурт. Овдека, кој што гледате од ветаров, буквално се, не сум излезен на тераса одамна, кој што е така сега да ви прикажам, не само дека да фејкам нешто местам вака така било. Овдека имаме излез од спалнава, која што ќе биде готова за 1 месец. Респект. А можда и најакиот дел во станов е погледов кон Франкфурт. Реално сум на доста високо и не знам поради мулаби ова она да не влегва во терасава, ја имет стајано тие мрежава, така да не знам колку можете да заприметите поради фокусов и поради мрежава во позадина. Ова ми беше најдобриот дел и можда и само поради ова го зедов. Станов не е нешто посебно, само да знаете дека во Германија сами си ги премвите становиве, значи тоа се што е, сами го премвите, така да реално тераса е преголема. Оди скрос онамо. Ништо, тоа е тоа. Терасава е можда 20-30% од цел стан. Преголема е тераса, а можеш фудбал да играш комотно, а тоа ќе ви го прикажам на лето. Мој најспецијален момент и најдобар. Реално, уште од мал,
кој гледав јутубериве и сиве, ми беше сон да имам сетап в дневна. Ама тоа не беше никогаш, мислам, беше возможно, ама реално, знаете и сами пример кој живеете со родители, сите сте в дневна, не можеш да зборвиш, не можеш да работиш, не можеш да се фокусираш реално. Сега ако се преселив сам, она е соба, првично тоа ми беше планот, ова втора соба што ја гледавте, да ја направам студио, да ми биде тонака студио. Ама од после тоа ми онака уште одамна ми е во кејф онака да имам дневна компјутер, тоа сега се оствари. Искрено мене тоа ми беше в срце, онака, значи, знаете, најчил онака, сејте на компјутер, ви се скурчвите, се вртите, овде телевизор си пушташ, најчил, буквално најчил. Овдека имаме прво Razer столица. Реално не е ни најдобра, пошто постојат столици од 3000 евра, а не е ни 100 евра столица. Така да, не е ни најдобра, а не е ни најлоша. Ама е преудобна. Тоа е тоа. Имаме уште еден MacBook M4 Air, така да овој го купив пред некое време и имам два MacBooka, значи два MacBooka имам, поради тоа што овој кој ќе го користам, онај сега малце го батали, знаете, M2 веќе е стар. Имаме два монитори, овај е Asus монитор и овај е, искрено не се сеќавам на марката, ама ќе ви ја ставам сега на екран и коштат 700 евра. Овој монитор коштат 700 евра, овој од прилика 200-300 евра мониторов, ама имат 360 херци. Овој има 360 херци, а овој имат 75. Ама овај Ево бој. Ама овој е подобар во бој, а овој е многу лош во бој. Видете, не знам сега како ќе се види разликава, ама колку е лош. Овдека имаме wireless тастатура. Кинеска, бате, ова коштат 150 евра. Ало, тастатурава коштат 150 евра. Маусов коштат 100 евра. Подлагава коштат 5 евра од Тему. Имаме HyperX слушалки, овие за жал не се Bluetooth, пошто немам толку пари. Овдека, пред да ви кажам за компјутеров, имаме Sony A7 IV ова е и ова е A7 3. Имаме и ова нели што снимам, и она му видовте камери. Имам 10 камери, ако не имате гледано видеото, гледајте го на Instagram и на TikTok, имам постирано кај што кажав дека имам само во камери 35.000 евра. Моите погледнете видеото на TikTok. Овдека имаме некој рандом микрофон. Во моментов ми ова е окей само заради тоа што само на Discord 7 не стримам поќе како што знаете. Овдека го имаме компјутеров, каде што имаме бато екранче кај што натре го гледате македонското знаме и гледате процесорот дека е 43 степени во моментов, а графичкава е 56, what the fuck, што работи во позадина. Ryzen 9 9900X, имам процесор, ладење NZXT 360, мислам дека е една серија пред новото, поради тоа што јас компјутеров го имам прилика година дена, така да излеземе сигурно најновото. Матична плоча, врска немам и графичка имам, што имам бе? 4080 или да, 4080, 4090, нешто така имам графичка. TI, значи TI, не е обична, TI е. И тоа е тоа. Компјутеров вредит од прилика скоро 3000 евра можда, така нешто го купив. Скоро 3000 евра се ме фати, имаат многу SSD-на и hard дискови, имам буквално над 10 тера, така да поради тоа што работам со видео и ми требит многу меморија. Искрено сите вака што ги имаат снимано видеа на YouTube кажуваат дека кај заработивме од ова, заработивме од она. Многу од нив живеат од YouTube. Јас ќе сум искрен, не живеам од YouTube, ама сум многу благодарен на YouTube и сите што ќе речат, сите вештини сега во моментот што ги имам, сите познанства, буквално се што ми се дешава во животов е ради тој YouTube. Искрено фала на сите за поддршката и тоа е одговорот јас зошто снимам, а и не снимам. Снимам поради тоа што ова ми е в срце и сум многу благодарен поради тоа што ако не беше YouTube, јас денеска овдека немаш, јас сум, да, благодарение на мене сум јас овдека, ама YouTube како платформа ми даде многу добар скил што искрено на сите млади, знам дека многу млади јутубери од вас ќе гледаат видео, продолжите да снимате, продолжите да се трудите и секогаш гледајте да сте. Поради тоа што јас кога почнав да снимам, сакам ќе кажам како почнав да снимам. Првично снимавме некои Minecraft епизоди и го гледавме многу Муџа. Јас го гледав Муџа и во тој момент Муџа беше онака high level, имаше многу јака опрема, имаше многу добар едит и сам се трудеше човеков. И јас првично почнав како да го снимам кринов, нели да се гледам Minecraft, па после како и да имам и фейскем и дисплеј, нели да се гледат кога играта играва, па после тоа како да ја направам оваа транзиција, како да направам тамнел и се тоа така нагоре се онака се почваше после тоа како и Никик Сијас да имаме два фейскемо и онака буквално имаш 10 вака видеа да имаш на таймлајнов. Јас за мене беше тоа what the fuck, како да ги синхронизирам, како да ги направам. После тоа почнав за мене да си правам музички спотови, па почна луѓе да ме
ме барет, па ми излезе прилика да дојдам и Германија. Сега во моментов работам од Германија, имам многу германски клиенти, работам овдека за ресторани, за наши ресторани, за германски ресторани, му работам и маркетинг и видеа, буквално целосен маркетинг од нула буквално. Му снимаме видеа, му сликаме, му ги објавуваме на Инстаграм и така заработвам, а воено и би посакал на секој од вас со 20 години да успеет сам во Германија. Значи тие што сте во Германија, знаете колку е тешко, без никој, буквално без никој, да влезам во овој пазар и да заработам овдека пари и да живеам сам, што е најбитно од се. Имат овдека многу што живеат буквално по хотели. Така да, Станов реално не е ништо специјално, ама за мои 20 години, 20, не 40, 20 години. Имам само 20 години. Уште немам наполнато 21. Фала на сам себе и се надевам дека уште толку и толку ќе растиме. Се надевам дека во иднина поиќе ќе се фокусирам на YouTube, да снимам малце поиќе, да снимам малце поактивно. Фала ви на сите. Искрено сум презадоволен и сум пресреќен. Некој ќе рече дека парите не те прат среќен, ама реално првично е здравието. Ама ако немаш пари, имаш многу проблеми. А ако имаш пари, имаш уште толку проблеми. Колку и да кажеме дека парите не се битни, на крајот денот јесте битни, ако нема пари, како ќе го имав ова? Па можеш да седиш и на обична столица. Не можеш да седиш по 6-7-20 сат. Да не тупам на ум, фала ви што гледавте ово видео, лајкнете го ако сакате да ви кажам, нели со тек на време како ќе осредам станов, како што гледате и овдека. Немаме лустер, уште некои работи, уште некои финеси не се готови, и уште не сум готов со цел стан. Од прилика, сега во моментов ми е само овозможено да живеам, значи пристојно. Сега, со тек на време, пример, би да купил некои работи, нели? Имам се што ми треба. Да, реално слики треба да се наредат, треба да се стави лустер, уште некои работи треба да се дострадат, треба да се среди терасава, ама терасава ќе оставам за после пролет, реално сега во моментов. Јас знаете зашто користам терасава сега во моментов, кога ќе видите да ладам пјалоци. За не мислите во фрижидер, од се, знаеш што е најсмор? Спалнава има поглед на кај Франкфурт, дневнава има на кај згради. Сега некој си допадна видео, лајкнете го, сапскрајбнете се на каналов. Во моментот таман ми бара другаров. А ние се гледаме со следното видео. Чао, чао!